Македонци собирале по 3500 евра плаќале за лажен брак со девојки од Словачка и брзале да го фатат возот за Германија, да бараат добро платена работа и долгорочен престој. Меѓутоа словачката полиција го пресекла добро разработениот канал, преку кој освен македонци и срби и црногорци со лажни бракови со државјанки на Словачка се здобивале со дозволи за престој за работа во западноевропските земји. Системот функционирал според добро разработена шема. Словачките државјанки прво ги средувале документите за да може да се венчаат во странство, а потоа заминувале во Србија, каде за склучување брак добивале по 3500 евра. Потоа жените со лажните сопрузи заминувале во Германија или Данска, каде барале дозвола за престој. Добивањето вакви дозволи за нив било лесно, бидејќи се членки на Европската унија, а на младоженците од Македонија, Србија или Црнагора им било дозволувано да останат врз основа на спојување на семејството. Словачката полиција уапсила 5 членови на организираната група, од кои 20 шефови се во притвор, додека другите ќе се бранат од слобода. Според словачките закони, кривично дело шверц на мигранти повлекува казна затвор од 2 до 8 години. Истрагата засега има цврсти докази за 5, иако се испитуваат уште 20 такви лажни наменски бракови кои ги склучиле словачките на возраст од 21 до 43 години. Од почетокот на годинава, словачката полиција уапсила 23 лица кои организирале лажни бракови со цел мигранти главно од Србија, Црнагора и Македонија, Индија и Нигерија да дојдат до легални дозволи за престој или работа во Германија или Данска.